Ова лето ке се памти, со тебе сите ноќи ми се кратки, со тебе сите денови се сладни, сега само моја биди ти. Или што би рекле овие пилињата? Jedan levo, 102, jedan napred, nazad sad i opet gledate štica. Значи замисли си лето. Времето пеко. Ти си батуле обтегнат негде на плажа. Песочна плажа, не камења нозе да си ја окрши. Од твоја десна страна пијачето ладно тече. Во мраз клаено вака, закопано во песок. Од твојата лева страна лежалка обтегната твојата милена особа. Во позадина си оди лабаво музиче. No woman, no cry. Боб Марли, нема жена, нема крај. Или ми ти нема жено не плаче. Или па англиската верзија на милионер, билионер. Од Бруно Марс и Треви ме кој. Кој те кој? А оди она мајде. Значи си вози во позадина. Немој жено не плаче. Или па имаше една песна од еден битолчанец само негде 2011-12, не знам кога излезе, одамна беше, со свиркање нешто. Ветре дувка, ама топло. Топло, ама уботи. Ке влезиш во вода, ке соладиш, ке издезиш. Си седиш така воден, уботи, те дувка, ветрето се поладно делува. Пошто воден подруго ме сваѓај. Па уште ако си носиш нешто ово, ши ово на си касни. Мераци. Значи рачуне негде сте во друга држава, негде кај што никој не ве познава, си ојте што сакате ќе прави. Абе мислиш во сон некој си. И таман ќе помислиш дека никогаш не киш да се разбудиш од овој сон. На едно метро од тебе слушаш. Јане, кај е до сунчење? Абрите ти го чанта да ќорси каков си. Ама сега ќе ве на теб. Оставите та топка. Ај, не фрлај со топката, стоп. Значи нема бегање батур. Ако сакаш на крајот на светот, ај кај сакаш море на Антарктика, оди во некоја Санта мраз пикни се. Македонец ке нај. Доро таму може и во земјани да најш, ама нема врска. A whole new world. Друг пат ја правиме таа тема муаве. Значи јас се клавам дека ако во вселената било каде има друг свет на луѓе, таму има и македонче па што сака некај. Не можеш да ме разубедиш брат, кај са во која сакаш дупка пикни се македонец ке нај. Е сега тоа дали е уба работа или не е уба не коментираме, ма битно ти ќе ги најш. Ако мислиш дека само тебе ти идат бистри идеи за одење негде, уживај. Жените ми се јаги кога ќе одат на одмор, жими се. Прво и основно за нив одморот почнува недели уназад. И таа треба закажи депилации, ногти, чуда. Добро, чуда со м не можам да го речам. Битно треба да се спреми по совреме. Да се спакува таа, да спакува тебе, фамилијата цела да спакува. Па ќе натоварат едно 2 милиони алишта внатре, пошто од кај знае таа што ќе му се носи таму. Да не може да одбери 10 парчиња за 10 ден, од кај знае дали ќе сака да ги носи тие 10 парчиња. Ама ни вие какви сте? И сето тоа е супер, се разбира. А најакиот момент, кај 90% од чупињата што постои, и го ќе излезат на плажа и го ќе изват книга за читање. Демек та дојде на плажа сега и го ќе се расчита. Е ти не знаеш мора. Што има врска ако нема 3 страни прочитано од Зоки Поки таму кога ги читав? Ме седи ти мораш што разбира. Дурне падни слика со книгата вака со плажата, со ноџето, со коктейло, со нешто, ништо батуле. Нема лето без та слика. Шанса нема. Та може иста та книга слика секое лето. Нема врска. Битно народот да мисли дека е читано дете. Читано и шетано дете. Додуше има и чупина што читат, не можам да речам. Еве дома е има. Којдовме прв пат на одмор, ојме на плажа, ја гледам вади од торбата книга. Се дупнав од смеење. Што му викам демек сега ќе читаме нешто. Оти ми вели аз си читам стално. Абе готово ти се дупна читање. Која беше последната книга што читаш? И ми кажва одма ко пушка и име на книгата и име на автор. Мајга. Пред неа а ми кажва та. Древам вака гледам. Појма немам за што книги ми збора човек. Да ти кажам право дури ми е страв да размислам од кога немам седнато прочитам. Немам време бе брат. И не врскам викам ова книга за шо и почнувам ја раскажам. Мајка да си вика. Ојме во смешто ја гледам уште 2 книги со не. Добро му викам ајде на книга. Шо преш со 3 книги? Оти шо ми вика ти прочита. И вистина ги прочита. Господи, браво. И мене едно време читањето ми беше разонода како дете кобе. Сега разонода ми е да се обтегнам вака и ништо да не правам, да ми одмори мозокот малце, да не мора да мислам ништо. Не мора да читам, не мора да ми опливва негде да замислувам, да фантазирам по цел ден. Таква ми е работа и не знам која е потребата. Не знам зошто. Ама кога што сме гласни ние балканците на плажа море, никој не е во цел свет. Тоа е чудо некој. За најобични глупости што може да се разбериш со нормално зборање. Дурне се развикаш, не е тој шмеко. Да се знае кој е главен тука, ме сваќај. Како може дома метлата по врато ја јади, ама на плажа ќе се дери. Наместо дојде да си се релаксира, оди срцето ќе го мани од нерв. Јас не знам што ветера, шо? Да видат луѓето кога си на плажа? Ами сите што се таму се на плажа со тебе, да сакаш не може да те люфнат бе брат. Ставот ти е тако. Ви текнува на Роки Муавето што го правевме. Е исто
Истото и тук. И сунчан мајца рака и врат црн. Телото и глата бели. Или мајца рамбовка. Зависи шо носиш низ двори в кола, ма битно стомако бел. И ставо е ова. Стомако испружен, рамената назад и глата малце нанапред. И малце искривен во фацата, пошто знаеш како опасен си. И само ова го има. Не држе! Шо е да не мисли? Малце се покапиме да се освежиме малце. А колку сме овде 2 недели? Пред 2 дена е дојден, ама добро. 2 недели направив уште на недела и да бегаме доста. Ај се, ура, малце. Пуста желба да се надде. Оти ќе се срони бисер ако речиме ка 2 дена бевме и уште утре ги си сјои. Ама не, то мора да изгледа богат. Во богато друштво. Мора да се надде малце повисоко да се биди. Оти знаеш како? Одма се рони бисер. Страшна работа. Не знам дали имате приметено, ама обично луѓето што имат работи не се многу галамџи. Ќе оди ќе си помини негде кај што ќе оди. А оклај нека сликарно ако не никому ништо и тоа е тоа. Нити сака да го знаат луѓето дека имаме, сваѓа. Нема потреба. Ама затоа тој што нема сака сите да мислат дека тој има поки од другите. Стара македонска е таа. Нека пукнат душманите. И знаеш како е да речиш 2 недели бев Бора Бора, Хаваи, Малдиви, не знам Куба, за Преторградска плажа бе. Аби ќе запалиш колата секој ден се оди, не мораш ни да седиш таму. Макар што какво време дојде нема никај да седиш во Претор, али нема врска, ај да не навлегвам и на тата тема. Шубај времење имаше таму порано, ништо нема сега. Ама тоа е нашето, никогаш не чини стално туѓото поарно е нашето каде. И каде туѓото? Негде пак на наше егејско, ама најблиску можно негде тук, на пат ако треба. И не знам дали имате приметено, ама повозрастните многу со агенции не се замара. Шо бе со агенција си дојде? Абе која агенција се знам со овој 20 години, се знам со овој тука. Со овој грко нашето и не е грк. Наше само се прави на трипл. И знаеш како секоја година си заживеавме малце ми прави попусти ми прави. Абе иди ме џабе ме сваѓа. Јас кај било можам додам, не е проблем, ама си заживеавме са незгодно ми е дом на друго место. Ми се јавува ми вели ве чекам кој време ги идите. Абе мислиш фамилија стана наслави си одат ме сваќа. Ни тој сака да го види, ни грко сака да го види него. Ама за пусти пари проклети. И стално ги убедват луѓето, седи осте која агенција јас ќе ти средам. Тој јас ќе ти средам обично кошта 3 пати поќе, али добро. А и со агенциите машала има многу луѓе што зимат изгорено порано, за не знам како. Јас доса фала Богу не сум бил со агенција негде на одмор. Појма немам што се дешава. Ама затоа има луѓе што имат кажвано порано, пример пишано таму смештај таков и таков, плажата на 5 минути. Одат луѓето се сместуваат на 5 минути плажата, ама со кола некоја кој. Кола бе овие за трки што користат. Пешки 1 сат до плажата. Па сад и думај. И јас не знам овие луѓето како и шо ако поодиш малце море, шо? Жешко е времето ќе спотниш ако ќе влезиш ќе брцниш ќе солади. На враќање поладно ќе влезиш ќе си стушираш во престој. Шо има врска го поодиш ако скиниш некој кило од тие гирата што ќе јаеш таму. Ама ни вие какви сте, ништо не ви се годи. Што ви рекле охриѓа немам што сакате море. Езероно со лајца ни го срке. Скопјанишќан. Јас фала Богу досега или оиш на лице место наоѓаш или најпопуларно денешно време Booking батуле. Ке си најш онлайн страница некоја, ке си букираш или уште попаметно ги си побараш на поке страници. Ти најди си нешто што се бенди с вама, провери си на поке страници. Негде прат попусти, негде прат ти реков ми рече, му се наоѓа чаре. Денешно време е барем лесно. Само ќе пазиш тој грко таму да не ти се налјути. Пошто нема смисла, фамилија сте ме сваѓај. Нема ти дој си узо на слава после. Не правите така багу. Не орат ко што реков, убајте одмори стана луксус. Ама знаеш како? Македончето стално си наоѓа начин бе батур. Ич да не се секираш ти. Ич да не ќе го најефтиниот престој ќе плати еднаш во некој скап резорт за да се слика па што сака нека. Ама за се има решение. Ти само најго проблем. И мислам дека решивме ова епизода. Доста е. Фала ви многу на вниманието и имајте убав ден. Поздрав.